Ево ја пумпнава станица, има 4 пумпи, во вакво време функционираат само една до две. За да не троши многу електрична енергија, кога има поројни дождови, ги пуштат сиве 4 за да може да се повлече колекторов и фекалнава канализација и да се однесе во граничната пречистителна станица. Проблем е тоа што ви кажав дека и во Охрид имаат мешовита канализација и кога ќе владне дожд фактички притисок на колекторот прети дождовната канализација. И тука има една преливна шахта, не знам дали можеме да ја видиме, дека од другата страна и цела фекална канализација завршува во Охридско езеро, најчесто кога имаат поројни дожд. Настрана од самата обработка на отпадните води и на фекалната канализација, ние имаме потреба и реално на реконструкција на онај веќе постоечки колектор и она кое што локалната самоуправа треба да го направи, посебно во централното градско подрачје, заради овие поројни дождови кои што Сашо ги спомна, одделување на онаму каде што фекалната и атмосферската се заедно и тоа е нешто кое што при поројни дождови сериозно го оптеретви системот на функционирање на колекторот и со овие 20 на 30 километри кои што треба да се одделат, ќе добиаме многу понормално функционирање на колекторот, односно независно, па нема зависи дали има поројни дождови или нема, па да мора колекторот со дополнителна снага да работи за да на еден начин ја исцеди водата од улиците во. Овие што ги спомена одвојувањата во централното градско подрачје помеѓу фекална и атмосферска канализација да се раздвои. Тоа можете да почнете да правите проекти за да можеме со програмата за децентрализација на средства, здравје Боже, кој се направи влада да се финансира. Ќе мора да бараме, да се обидеме да побараме пари за ова и од Европска унија. И од таков тип на фондови одредени грантови, каде што ценам дека има и јас сум убеден дека и Европска унија и канцеларијата тука ќе бидат подготвени да ни помогнат и логистички и да се заложат во Брисел, да се добијат средства, грант, нешто и државата ќе учествува за да ова се санира, бидејќи навистина би било греота да во 21. век светска убавина како што е Охридско езеро, светска реткост и заштитена природна убавина според УНЕСКО, да не ја финансира самата Европска унија кога Охридското езеро се наоѓа во Европа, без разлика што ние не сме дел од Европската унија, али сме кандидат за членство во Европската унија. Она што беше ветено дека ќе има целосна реконструкција на колекторскиот систем, не се оствари и сега јавното претпријатие колекторски системи парцијално ги решаваат проблемите, нормално колку ќе добијат средства од владата на Република Македонија. Тоа се председатели фекалиите кои што директно од функционалниот колекторски систем, како што сакаше да каже директорот, завршуваат директно во Охридското езеро и во денови како што е денеска денов, гледате дека има сонце, а повторно фекалии завршуваат во Охридското езеро директно преку преливната шахта која што доаѓа од таму и завршува фекалната канализација тука. Не чека многу работа, Саша. Не чека многу работа. Важно е дека се ова што ќе го наследиме, имаме план да го решиме и ќе го решиме. И треба да го решиме. Мора да се реши. Мора да се реши. Добро, да продолжиме понатаму.